Утрински стихови од Библијата. 30 јануари. Да се радуваме во Неговото светилиште. И сега ја кревам главата над непријателите што ме обкружуваат. Ќе принесувам радосни жртви во Неговиот шатор. Ќе пеам и ќе се радувам во Господа. Псалам 27:6. Мене ме почитува оној, вели Творецот, кој принесува жртва благодарница. Сите небесни жители се соединуваат во оддавањето похвала и слава на Господа. Да ја научиме песната на ангелите, уште сега, за да можеме да ја пееме, кога ќе им се придружиме на нивните блескави редови. Да кажеме со псалмистот: ќе го фалам Господа додека сум жив, ќе му пеам на мојот Бог додека постојам. Да те слават народите, Боже, да те слават сите народи. На секој верски собир треба да доаѓаме со оживеана духовна свест дека Бог и Неговите ангели се присутни, соработувајќи со сите вистински обожувачи. Местото за богослужение може да биде многу скромно, но поради тоа Бог нема помалку да го цени. За оние што го обожуваат Бога во дух и вистина и во убавината на светоста, тоа ќе биде како небесна порта. Божиот храм е отворен на небото и прагот му е облеан со слава, што е наменета за секоја црква што ќе го љуби Бога и ќе ги држи Неговите заповеди. Потребно е да проучуваме, да размислуваме и да се молиме. Тогаш ќе имаме духовен вид, за да ги разпознаеме внатрешните простории на небесниот храм. Ќе ги разбереме темите на песната и благодарењето на небесниот хор, што стои околу престолот. Кога Сион ќе стане и засветли, неговата светлина ќе биде најпродорна. И скапоцени песни на пофалба и благодарење ќе се чујат во собранијата на светите. Блажени се оние што живеат во Твојот дом, кои Те слават цел ден. Подобар е еден ден во Твоите дворови, отколку 1000 дена надвор.